Одлуката е донесена да биде локацијата во Мечкуевци Свети Николе. Ние сме против изградбата на оваа депонија на таа локација. Изградбата на регионалната депонија во Мечкуевци кај Свети Николе со капацитет да обслужи 370.000 жители од источниот и североисточниот регион е доведена под знак прашање, а со тоа и 40 милиони евра неповратни средства од Европската унија. Ова го отвори прашањето дали воопшто знаеме како да управуваме со отпадот за да живееме во почиста животна средина. Ова е депонијата Дрисла. Оддалечена е 14 километри од центарот на Скопје и се протега на површина од 76 хектари. Годишно на Дрисла завршуваат повеќе од 150.000 тони комунален отпад. Секоја вреќа што ја фрлате во контейнер, на крајот завршува во Дрисла. Дрисла е единствената санитарна депонија во земјава и поседува интегрирана еколошка дозвола. Ама, за Дрисла на вистина да биде депонија со сите нишени, потребни се многу инвестиции во нови технологии. Депонијата од Дрисла мора да се развива по патот на сите европски метрополи. Тоа значи да преминува нови технологии за третман на отпадот, постројка за селекција на отпад, постројка за компостирање на отпад, шредер за технолошки отпад, постројка која ќе врши третман на градежниот шут кој пристигнува од градежните компании. Како ќе ги обезбедиме овие пари за да ги направиме овие потребни инвестиции? Што велите вие Дрисла да работи на вистина по европски стандарди? Дел од нив планираме да ги финансираме со сопствени средства, со сопствениот буџет. Сега ќе бараме помоши од градот Скопје, како и од меѓународните финансиски куќи кои помагаат ваков тип на проекти. Скопје забрзано се шири и развива, а тоа прави притисок врз Дрисла, која со работа започна во 1994 година, кога се депонирани 3000 тони комунален отпад. Лани овде завршиле 167.000 тони, а веќе се исполнети 55% од предвидениот капацитет на депонијата. Оптимистам дека следните 2 години би требало да се изгради нова фабрика за селекција на отпад, би требало компостарата исто така да биде според моите проценки, така да органскиот отпад ќе се третира и ќе се произведува хумус. Додека ние зборуваме за отворање нови регионални депонии, развиените земји или ги затвораат, или бараат начин како да престанат со депонирање отпад, укажуваат екологисти. Тие предлагаат компостари за биоотпад во секое мало, отворање државни капацитети за механичка преработка на отпад во репроматеријал, воспоставување систем на селекција и забрана за употреба на пластична амбалажа. Огромен процент од отпадот нема никаква потреба да стига во депонии, ниту да се депонира, да се ствараат толку многу трошоци. Едноставно може да се добива вредност од тоа. Со рециклирањето на сите овие материјали се добива вредност, се добиваат пари кои ние буквално ги фрламе во земја, ги закупуваме. Технологиите кои што ги користиме за управување со отпадот не се најсовремени. Законите се добри, ама тешко се спроведуваат на терен, предупредува професорот Димитровски од Машинскиот факултет. Секој човек на дневна база по 1 килограм отпад создава, кој што понатаму оди на депонирање. Имаме потенцијал, ако добро го спроведеме процесот на управување со отпад, да го намалиме ова количество за 70%. Управувањето со отпад не го правиме ние за да ни биде само чиста животната средина или на улиците да не гледаме отпад. Го правиме за да го намалиме загадувањето од отпадот на реките, на воздухот и ние да бидеме конечно поздрави, да овозможиме за нашите потомства здрава животна средина. Целиот процес на управување со отпадот изгледа како една превртена пирамида. Депонирањето е на последно место, зашто акцентот треба да се стави на намалување на количините отпад, на создавање производи за повеќекратна употреба и на рециклирање, а од сметот може да се добива и енергија. Македонија има големо количество на отпад, бидејќи процесите на примарна и секундарна селекција се мали. Словенија е добар пример од соседството што може и треба да се следи. Но, за да направиме исчекор, се потребни и пари и политичка волја во институциите, ама и повисока свест кај граѓаните.